Добро вечер, го следите дневникот во 22 часот. Ова се настаните на денот. Експлозија ги вознемири граѓаните во центарот на Куманово. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков подели флаери на Табановце. Презентирана земјоделска механизација во Долно Којнаре. Експлозивна направа утрово ги вознемири граѓаните. Од силната детонација скршени се стаклата на прозорците на петокатницата на плоштадот Маршал Тито. Освен материјална штета, повредени лица нема. Официјално станува збор за експлозивна направа поставена во цевка за атмосферска канализација. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков не појасни за каква направа станува збор, но рече дека многу темелно ќе се истражи случајот. Силна детонација ги разбуди утрово Кумановци во центарот на градот. Видно вознемирени од она што го слушнале околу 4 часот и 30 минути на плоштадот Маршал Тито, ретко кој од нив сакаше да раскаже за овој најнов инцидент. Од детонацијата скршени се стакла на прозорците на петокатницата, на околните дуќани оштетена е фасадата. Среќа во несреќа е што нема повредени лица, велат станарите. Савеле околу 4:30 се слушна силна детонација и дури дојде како до потрес на самата зграда. Излегов на тераса, немаше ништо, само прашина. Бевме учудено што се случува. Дури отпосле дознавме дека се работи за некаква пиротехничка направа или не знам ја што е. Меѓутоа има причината материјална штета. Да, еве се гледа прозорците на целиот светларник во влезот се скршени. Во еден стан има скршени прозорци, ролетни, откорнати, така да на овие приватни дуќанџи исто има скршени прозорци. Станарите немо наблюдуваа додека траеше увидот на местото на настанот, загрижени за својата безбедност и во исчекување да добијат официјална информација за каква експлозивна направа станува збор и зошто е подметната во канал за атмосферска вода во центарот на градот. Овој настан граѓаните ги потсети на неодамнешната полициска акција за сузбивање на терористичката група во населбата Тоде Миндол. Бараат поголема ажурност од надлежните за брзо и целосно расчистување на ваквите инциденти, како и поголемо присуство на полицијата на терен. Беше една од поголем интензитет, така да видовте и сами снимивте колку прозорци се скршени, луѓето се исплашени, поготоа деца. Овака не може да се живее. Во име на станарите зборам, во зграда тука живеам. Уште еден апел до власта, до опозицијата, до локална самоуправа, да преземат нешто, ово тунелче, ово место, ние живееме на бомба тука, да се затвори, да се изнајде решение. Закон има, закон треба да го спроведат. А како ќе го спроведат? Полицајците местото не им е во полициска станица, на улица, да се изрекнат соодветни казни. Ако може казна за појас 50 евра. Ама оно ако вози 120 убил човек и дозвола и негово затвор. Нема тука што да се дискутира. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков при денешната посета на граничниот премин Табановце, не прецизирајќи за каква експлозивна направа станува збор, рече дека темелно ќе се истражи случајот. Од првичните мои информации, излезени се на лице место увидни екипи. Материјалната штета не е голема или можам да кажам дека има незначителна материјална штета, но како и да е, тоа е сепак кривично дело кое што многу интензивно и многу темелно ќе го истражуваме, се со цел да утврдиме кои се сторителите и кои се мотивите за тоа. Подигнати се од увидните екипи соодветен материјал за вештачење и се надевам дека во најбрз временски рок ќе имаме и други показатели или други информации кои ќе ни користат во понатамошниот тек на истрагата. Според официјалната информација на МВР, утрово околу 4 часот и 30 минути на плоштадот Маршал Тито, во непосредна близина на маркетот Тинекс, вработен во Агенцијата за обезбедување НИКОП во казиното Астра, слушнала експлозија. Од страна на екипа на СВР Куманово излезено е на лице место при што е забележан кратер со неправилна форма, длабок околу 4 см во канал за атмосферска вода. Според полицијата, скршени се неколку прозорци на зградата, на фасадата нема оштетувања и нема повредени лица. Се превземаат мерки за расчистување на случајот.
Флаери за безбедно патување на странските туристи подели денеска министерот за внатрешни работи Митко Чавков на граничниот премин Табановце. Пропагандниот материјал е на англиски јазик и содржи предупредувања за почитување на сообраќајните правила и прописи, но и совети за почести одмори при патувањето во време на летните горештини. Поделбата на флаерите е со цел да се подигне безбедноста во сообраќајот на странските туристи кои што транзитираат во државата, како и нивната свест за безбедно учество во сообраќајот. Странските туристи кои денеска влегува во Македонија на граничниот премин Табановце, лично од раката на министерот за внатрешни работи Митко Чавков, добија флаери на англиски јазик со предупредување да се почитуваат правилата и прописите, како и патната сигнализација и совети да внимаваат на летните горештини и да прават почести одмори при патувањето. Ова е дел од превентивната сообраќајно-едукативна акција наречена Летна кампања за 2015 година, која се спроведува во соработка со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Флаерите се на англиски јазик, имаат скица за Република Македонија, скица на патишта и предупредување за прилагодување на брзината на возење според условите и околностите кои што се во моментот на патиштата. Се разбира дека тука особено ја имаме во предвид динамиката која што и фреквенцијата која што е ради летната сезона, како и временските прилики од една страна, од друга страна и состојбите со патиштата наши. Особено на коридор 10 и на коридор 8 кои се значително повеќе оптоварени и оптеретени со фреквенција. Така да сметаме дека и ова кампања ќе даде соодветен допринос во обезбедување по соодветни безбедносни состојби во сообраќајот на патиштата. Ние веќе можеме да кажеме дека бележиме соодветни, ако може да се каже така, успеси. Успехот е во тоа што успеаме засега да ги намалуваме последиците од сообраќајни незгоди. Во првата половина од годинава се регистрирани 60 случаи на сообраќајни незгоди со смртни последици, за разлика од лани кога во истиот период имало 71 жртва. И покрај ова, министерот Чавков смета дека загубите на човечките животи се уште се високи, па освен што ќе продолжат со превентивни кампањи, ќе ја преиспитуваат и ефективноста на сообраќајната полиција во случаи кога има сообраќајни незгоди со тешки последици. Денеска започнува реализација на летната кампања. Во рамка на оваа кампања се изготвени специјално флаери кои што се преведени на англиски јазик, кои што ќе бидат поделени на сите гранични премини во републиката. Целта на кампањата е подигнување на безбедноста во сообраќајот на странските туристи кои што транзитираат во Република Македонија и подигнување на нивната свест за безбедно учество во сообраќајот. Во оваа прилика сакам уште еднаш да упатам апел и до странските туристи, но и до македонските возачи внимателно да се однесуваат во сообраќајот, да ги почитуваат правилата и прописите и одговорно да управуваат со своето моторно возило. Флаерите ќе бидат поделени на сите гранични премини за да се подигне безбедноста во сообраќајот на странските туристи кои што транзитираат во државава, како и нивната свест за безбедно учество во сообраќајот. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови. Предвидени се вкупно 6058 слободни места. Распределбата на леглата ќе се врши согласно Законот за студентски стандард. Министерството за образование и наука информира дека конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Македонија за студиската 2015-2016 година е објавен во печатените медиуми и на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Согласно конкурсот предвидени се вкупно 6058 слободни места. Распределбата на леглата ќе се врши согласно Законот за студентски стандард, според кој студентите се делат на 3 категории. Во првата опфатени се студентите од ранливите категории, односно од семејствата чии што вкупни приходи не ја надминуваат нето минималната плата утврдена во Република Македонија. Опфатеноста на оваа категорија на студенти кои имаат предност при сместувањето е до 40% од вкупниот број на легла во домовите. Втората категорија се студенти кои постигнале особено висок успех во учењето. Опфатеноста на оваа категорија на студенти е до 25% од вкупниот број на легла во домовите. Третата категорија се студенти кои што не се опфатени во претходните две категории, за кои ќе се распредела до 35% од вкупниот број на легла во домовите.
Пријавувањето се врши електронски со пополнување на пријава поставена на интернет порталот сместување.mon.gov.mk. Електронското пријавување на студентите од втора година и повисоките години на студирање почнува од 12.7.2015 година и ќе трае до 12.8.2015 година, додека електронското пријавување на студентите од прва година почнува од 18.8.2015 и трае до 28.8.2015 година. Студентите кои ги исполнуваат условите и пополниле електронска пријава за сместување во некој од студентските домови во Скопје, документацијата наведена во конкурсот ја доставуваат до Министерството за образование и наука, и тоа студентите од втора и повисоките години во периодот од 13.8.2015 година до 28.2015 година, додека студентите од прва година во период од 31.8.2015 година до 4.9.2015 година. Студентите кои што аплицирале за сместување во некој од студентските домови надвор од Скопје, документите ги доставуваат до Комисијата за прием и проверка на документацијата во домот за кој конкурираат. Конечниот список за прием на студентите од втора година и повисоките години на студирање ќе се објави на 29.8.2015 година, додека конечниот список за прием на студенти од прва година ќе биде објавен на 12.9.2015 година на огласните табли во студентските домови каде конкурирал студентот и на интернет порталот сместување.mon.gov.mk, пошто во рок од 5 дена од денот на објавувањето постои можност за доставување на приговор до архивата на Министерството за образование и наука. Доколку и по објавување на конечните списоци со примени студенти во студентските домови останат непополнети сместувачки капацитети во одреден дом, електронското пријавување ќе продолжи се до целосно пополнување, но ќе трае најдоцна до 25.9.2015 година. На добиточниот пазар во селото Долно Којнаре денеска се одржа презентација на земјоделски машини во организација на Сдруженијето на земјоделски производители. Целта на презентацијата беше земјоделците да се запознаат со новата механизација, но и со поволностите за нивното субвенционирање преку проектот на Министерството. Сдруженијето на земјоделски производители од Куманово денеска на Кванташкиот пазар во селото Горно Којнаре организираше презентација на трактори. Целта беше земјоделците да се запознаат со новите модели на земјоделска механизација, кои може да ги набават преку проектот за субвенционирање. Денеска се одвиваше една презентација на трактори од марките Саме и Дојцфар, кои што ги продава нашата фирма Агровена механизација. На сточниот пазар во Куманово наидовме на добар прием кај земјоделците. Имаше голем интерес за самите трактори. Денеска исто така воедно се правеше промоција на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, односно ние како фирма која што продава опрема на земјоделците, која што пак кофинансира дел од опремата, исто така правевме и промоција на можностите кои што ги имаат земјоделците за аплицирање преку таа агенција за набавка на нова земјоделска механизација. Сите оние кои се заинтересирани да набават нов трактор со кофинансирање од Министерството за земјоделство можат да аплицираат до крајот на август и машината да ја набават за 50 до 70% поевтина цена. Тоа ќе им овозможи многу придобивки во иднина со современа механизација која се обработува земјата, ќе ги намалат трошоците, ќе ги зголемат приносите, ќе ги зголемат приходите, работата ќе ја намалат и така натаму. Како што велат од Агровојводина, поголем дел од земјоделците се уште не се запознаени со оваа нова мерка за субвенционирање и очекуваат продажбата на нивната механизација да се зголеми со зголемување на поднесените апликации во Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието. Од Сдруженијето на земјоделски производители информираат дека слична ваква презентација на опрема ќе се одржи и следната сабота на истата локација. До Собранието на Република Македонија е доставен предлог закон за воспоставување на единствена електронска евиденција, односно национална база за лица со инвалидитет. Имено националната база на податоци за лица со инвалидност представува дел од интегрираниот здравствен информатички систем кој возможува обработка и давање на користење податоци меѓу надлежните органи со цел воспоставување на единствена евиденција на податоците и остварување на правата по основ на инвалидност согласно закон. Исто така
Така со овој закон е уредена можноста за ажурирање и давање на користење на податоците во националната база од страна на надлежните органи за обработка и давање на користење на податоците од базата, се вели во образложението на предлог законот. Синоќа во Центарот за култура се одржа јубилејниот 30-ти поред годишен концерт на детско-младинскиот ансамбл Срма. Во преполната сала посетителите има можност да уживаат во богатството на македонскиот фолклор во изведба на членови на друштвото, како и гости и играорци од Србија. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа се одржа јубилејниот 30-ти годишен концерт на детско-младинскиот ансамбл Срма. Големата сала беше претесна да ги собере сите оние кои дојдоа да го видат фолклорното богатство, кои играорците го негуваа со години наназад. На концертот учествуваа 150 играорци од различни возрасти. Ми сме из Србија, тачно из града Прокупља. Долазимо, ово нам е други пут, долазимо у Македонiju. Два пut su oni bili kod nas, tako da smo napravili jednu veliku saradnju, što bi rekli ljudi, mi ćemo još malo da se povrtimimo, tako da naša deca vole da dođu ovde, koliko sam primetio i vaša deca iz Kumanova isto vole da dođu kod nas u Prokuplje, tako da napravili smo jednu stvarno izuzetno lepu saradnju između naša dva društva. Sva deca su naša deca prezadovoljna kod domaćina, tako roditelji, hvala vam na gostoprimstvu što ste ugostili našu decu iz Prokuplja. Концертот беше збогатен и со настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Топлица од Прокупле, кои беа гости на Комановскиот ансамбл. Овие две друштва веќе 2 години се збратимени и имаат одлична соработка. Ние имаме учествувано пред 7 дена се вративме од фестивалот од градот Прокопје, иначе поминавме прекрасно. Таму учествува 4-5 ансамбли, и ние бевме гости тука. Презадоволни бевме на организацијскиот дел на фестивалот и ни враќа сега како гости и ние како ние што знаеме и умееме кумановци граѓани на Република Македонија да бидеме гостопримни. Најмалите учесници во манифестацијата имаат само 6 години и тие, како и останатите играорци, активно го негуваат македонскиот фолклор. Пред една недела членовите на ансамблот Срма беа гости на нивните колеги од Прокупле, кои викендов ќе престојуваат во Куманово. Во Куманово времето денеска беше сончево со слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 29 целзиусови степени, а минималната се спушти до 15 степен. За утре се најавува сончево и многу топло време со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Дневната температура за разлика од денеска ќе се зголеми за 4 степени, а минималната ќе изнесува 15 степени целзиусови. Ова беше се во ова издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.